Здравейте, делки и дечиня. Доведохте до видео, което снимано 10 за 10. И аз на таблетът си имам запишено някакви текст како да освоим делите. Така да знаете за предходното видео ще ви кажа за това делче. Епа некако ќе пробам да го придобием това делче. Темата на моето пишување е момент на среќа. Да, тоа е. Бидејќи тоа делче толку го сакам што вие не сте свесни. Мислам дека боле девојче можам само да сањам о тоа. Значи, автор едноставното момче, тема момент на среќа. Значи, те сакам не се кажува, туку се докажува. А јас да ви го прочитам мојот текст момент на среќа. Ако се слагате со мене, ставате лайк. Идеме во белешки. Пазете сега, значи, ова што сум го пишувал е лично за неа. Лично за неа. Значи, виолинист, од мене за тебе имаш реферат. Да знаеш. Да знаеш дека те сакам, дека увек сум тука за тебе и дека можеш да ми веруваш. А јас за тебе рецитирам поезија. Да почнем. Момент на среќа. Со поглед го бараше на насекаде. Меѓу сите тие непознати и познати лица. Како одеше низ гужвата. Така ја поздружуваше некој од време на време. А таа само ладно и незаинтересирано им климнуваше со главата. Не ја интересираше никој друг освен тој. Срцето се се поблиску и поблиску и побрзо и лупаше. Од самата помисла дека тој е тука некаде, блиску до неа, и блиску во нејзиното срце. И конечно го здогледа и се разуди, со насмевка на лицето, која за неколку секунди ја снема. Таму беше тој, во прегратките на друга. Друга го прегрнуваше, друга го смееше, друга го држеше за рака. Се сврте и тргна да излезе надвор, да дојде до воздух, иако знаеше дека другија ја гушка. Ја болеше главата, во гради чувствуваше здив и не можеше да го зема. А тоа беше само еден момент на среќа, се додека не почна неизидната душа да плаче, а таа насмевка и се заглави во мозокот. Последна слика од неа беше насмевката, а таа беше само обичен виолинист кој јас го сакав веќе долго време, но знаев дека ништо нема да се случи. Затоа денеска и напишав порака дека ја сакам и дека ми значи во животот. Но таа имала момче, а јас, моето срце остана скршено, а таа нека биде срегна со нејзиното момче и од очите да имат само солзи радосници, да се смеат и да бидат заљубени голапчиња, бидејќи тој виолинист го заслужува најдоброто за него. Ти посакувам се најубаво во новата година, многу успех, многу желби и многу убави моменти со твоето момче. Темата на ова видео беше момент на среќа. Бидејќи јас тоа девојче го сакам и до ден денес стојам на тој став дека го сакам. Ама брат, која не оди, така да ако не можем љубовта преку дело да ја искажам вака со поезија. Да. Така да, едноставно борете се за таа делка што ја сакате, не ја оставете и памтете,
100 души я сакаат, еден ќе ја земе. Борете се за неа, подржувајте ја во се и бидете љубезни, комуникативни, љубезни, фини, джентълмени за да освоиме девојка, бидејќи јас што не успев. Барем вие пробајте да фанете девојка. Да. Срце е моје, виолина, шта ја дираш кад не знаеш да свираш. Као отиде видео од поезија до песна. Ама тоа кога имаш љубовна болка, ќе си ја претрпиш, тоа е. Така да ја земам гитарата да ја одам почит на виолинистот. Да ја земам само гитарата.